На специјално направена сцена пред Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер започнува вториот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2021, кој ќе трае до 22 август. Љубителите на фолклорот ќе имаат можност 3 вечери да уживаат во музиката и игрите на ансамбли и културно-уметнички друштва од Македонија, Србија, Црнагора, Хрватска и Бугарија. Иако претходно беше најавено и учество на фолклорна група од Грузија, деновиве настапот е откажан, рече на денешната пресконференција председателот на организациониот одбор на фестивалот и на културно-уметничкото друштво Панче Пешев Мирослав Крстевски. На фестивалот ова година ќе земат учество 4 држави од Европа и се разбира 6 ансамбли од Република Северна Македонија. Од странство ќе земат учество Република Србија, представник од Белград, потоа Република Хрватска, представник од Вараждин, Република Црна Гора со представник Захко Милјот од Никшиќ и Бугарија од Софија, представник од Софија. Од Македонија ќе земат учество Кут Панче Пеше од Куманово, ансамбл Битола од Битола, ансамбл студентски ансамбл Мирчасев од Скопје, амалска група од Сарај, Скопје, Вевчани, ансамблот од Вевчани и Бојмија од Гевгелија. Првиот ден на отварањето, значи предходно со почеток во 18 часот, ќе има дефиле, ќе се организира дефиле со сите учесници тој ден што настапуваат по улиците на Куманово. При доваѓање, значи некаде околу 7:15, 7:20 ќе биде свечено представување на самите учесници тој ден. Меѓународниот фестивал ќе го отвори градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, а поканети се и представници на државниот врв, министри, амбасадори. Пред присутните на сцената први ќе настапат домакините, односно културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Крстевски потенцира дека манифестацијата ќе се одржи со строго придржување на протоколите донесени од владата. Ангажирана е и редарска служба која ќе биде задолжена за проверка на потребните ковид документи на посетителите, кои што ќе сакаат да влезат и да седнат во оградениот дел во кој ќе бидат поставени околу 300 столчиња. Да напоменам дека истите во делот кој ќе биде ограден пред самата сцена ќе може да влезат и да седнат, значи луѓе кои се вакцинирани или кои имат потребните документи, значи тест, одлежаност на пандемијата и нормално примени 2 вакцини. Другите можат од страна да гледат, меѓутоа внатре нема можно да влезат, бидејќи знаете дека протоколите течат и не сакаме ни вас да ве ставиме во ситуација, ни не се ставиме во ситуација да имаме проблеми со законот на нашата држава. Тие ќе настапат сите со една коreографија, со најексклузивните твои настапи, така да верувам дека учесниците и љубителите на фолклорот ќе имат можност да видите една разнолична програма. Учесниците на фестивалот в сабота ќе имаат прием кај градоначалникот Димитриевски, информира Крстевски, а настапите и втората и третата вечер започнуваат во 19 часот и 30 минути. Вториот меѓународен фолклорен фестивал е во организација на културно-уметничкото друштво Панче Пешев, МКЦ Козјак и Фондацијата за култура и спорт, а со финансиска поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово и Министерството за култура. Медиумски покровител на фестивалот е Телевизија Плюс.